Евангелие според Матеј, 27 глава. А кога се раздени, сите првосвештеници и старешини направија договор против Исус за да го убијат. И откако го врзаа, го одведоа и го предадоа на управникот Понтиј Пилат. Тогаш и Јуда, што го предаде, кога виде дека тој осуден, се покаја и им ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините, велејќи им: "Сгрешив, зашто предадов невина крв." А тие му одговорија: "Што ни е грижа нам за тоа? Мисли му ти." Тој ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде да се обеси. Првосвештениците ги собраа сребрениците и рекоа: "Не чини да се стават во касата на храмот, бидејќи се цена за крв." Откако се советуваа, ја купија со нив гранчаревата нива за погребување на странци. Затоа, и до ден денес таа нива се вика крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија, кој вели: "И ги зедоа 30 сребреници, цената на непроценливиот, кого го оценија синовите Израилеви, и ги дадоа за кранчаревата нива, како што им кажа Господ." Исус застана пред управникот и тој го праша велејќи: "Ти ли си царот јудејски?" Исус му одговори: "Ти велиш." И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, тој ништо не одговараше. Тогаш Пилат му рече: "Не слушаш ли колку сведочат против тебе?" И не му одговори ниту на еден збор, така што управникот се чудеше многу. А на секој празник управникот имаше обичај да му пушта на народот по еден затвореник, кого тие сакаа. Тогаш тие има еден прочуен затвореник по име Варава. И кога се собра, Пилат им рече: "Кого сакате да ви го пуштам? Варава ли или Исус, наречен Христос?" Зашто знаеше дека го беа предале од завист. А во тоа време, кога тој седеше во судот, жена му порача да му кажат: "Не прави му ништо на тој праведник, зашто денеска многу пострадав насон заради него." Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исуса да го погуби. Тогаш управникот, одговарајќи им, рече: "Кого од двајцата сакате да ви го пуштам?" Тие одговорија: "Варава." Пилат им рече: "А што да правам со Исус, наречен Христос?" Му одговорија сите: "Да биде распнат." Управникот рече: "Па какво зло направил?" Но тие уште посилно вика и рекоа: "Да биде распнат." Пилат, штом виде дека ништо не помага, а буната се зголемува, зеде вода, ги изми рацете пред народот и рече: "Невин сум за крвта на овој праведник, мислете му вие." И одговарајќи целиот народ рече: "Крвта негова нека падне на нас и на нашите деца." Тогаш им го пушти Варава, а Исуса, откако го камшикуваа, го предаде да биде распнат. Потоа војниците на управникот го зедоа Исуса во судницата и ја собра целата чета околу него. Па откако го соблекоа, му облекоа багреница, исплетоа трнов венец, му го кладоа на главата и му дадоа во десната рака трска. И поклонувајќи се на колена пред него, му се подсмева и велеа: "Те поздравуваме, царе јудејски." И плукаа на него, ја зедоа трската и го одираа по главата. А кога го исмеја, му ја соблекоа багреницата, му ги облекоа неговите алишта и го поведоа на распнување.
На излегување сретна еден киринеец по име Симон, него го натера да му го носи крстот. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, што значи черепница, му дадоа да пие оцет, измешан со жолчка, но тој вкуси и не сакаше да пие. А штом го распна, ги разделија лиштата негови фрлајки ждрепка, па седеа таму и го чуваа. Им оставија над главата надпис со вината негова: овој Исус, царот јудески. Тогаш распна со него и двајца разбойници, едниот од десната страна, а другиот од левата. А минувачите, вртејки ги главите своји, го хулеа и велеа: ти што ги уриваш храмот и за 3 дни го созидуваш, спаси се себе си. Ако си син Божи, симни се од крстот. Исто така и првосвештениците, книжниците, старешините и фарисеите, посмевајки се, говореа: други спасуваше, а себе си не може да се спаси. Ако е тој цар Израилев, нека слезе сега од крстот, па ќе поверуваме во него. Се надеваше на Бога, нека го избави сега, ако е по волјата негова, бидејќи говореше: Син Божи сум. Така и разбойниците, распнати со него, го исмејуваа. А од 6-тиот час настана темнина по целата земја до 9-тиот час. А околу 9-тиот час извика Исус со силен глас и рече: Или, Или, лима савахтани, а тоа значи: Боже мој, зошто ме остави? А некои од оние што стоја таму, кога го чуја тоа, рекоа: овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунѓер, го натопи во оцет и го надена на трска, па му даваше да пие. Другите пак велеа: чекајте, да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. А Исус, откако повторно извика со силен глас, го испушти духот. И ете, се расцепи завесата на храмот на 2, одгоре додолу. И земјата се затресе, и карпи се распаднаа, и гробови се отворија, и многу тела на упокоени свети воскреснаа. Па кога излего од гробовите по воскресението негово, влегоа во светиот град, им се јавија на мнозина. А стотникот и оние што со него го чува Исуса, откако го видоа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говореа: навистина, овој беше Син Божји. Таму беа и гледаа оддалеку многу жени, кои што врвеа по Исус од Галилеја и му служеа. Меѓу нив беа Марија Магдалена и Марија, мајка им на Јаков и Јосиф, и мајката на Заведевите синови. А кога се стемни, дојде еден богат човек од Ариметеја по име Јосиф, кој му беше исто така ученик на Исус. Тој отиде кај Пилат и го побара телото Исусово. Тогаш Пилат нареди да му го дадат телото, а Јосиф, штом го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во своето нов гроб, што го беше издлабил во камен, па откако постави голем камен над гробната врата, си отиде. А таму беа Марија Магдалена и другата Марија, кои седеа спроти гробот. Утредента пак, во петокот, се собра првосвештениците и фарисеите кај Пилат и му рекоа: Господаре, се сетивме дека оно измамник, уште дори беше жив, рече: по 3 дни ќе воскреснам. Затоа нареди да се причува гробот до 3-тиот ден, за да не отидат учениците негови ноќе и да го украдат, па да му речат на народот: воскресна од мртвите.
Та последната измама ќе биде полоша од првата. Пилат им рече: имате стража, одете и чувајте го како што знаете. Тие отидоа и со стража го чуваа гробот, а каменот го запечатија.